Особено во студиото е професор доктор Александар Спасов, кој е председател на, чекај да прочитам сега, програмскиот совет на председателскиот центар за политичко образование, тоа значи на председателот Стево Пендаровски, а вие сте му меѓу другото и советник политички на председателот Пендаровски. Да. Добро утро, господин Спасов. Добро утро. Благодарам за поканата. Ве поканив затоа што закачив негдека на целиот овој свет за кој што говоревме со Христијан претходно по социјални мрежи и така натаму, го објавивте повикот за кандидирање за вашата, тоа на времето се викаше председателска школа политичка, а сега се вика, како го велите, председателскиот центар за политичко образование, добро сега добило и така. Тоа од минатата година го сменивте, нели? Така, од 21. И гледам дека сега објавувате оглас за конкурирање на оваа сесија годинешнава. Вашите сесии се состојат од 4 поголеми, да кажем, повеќе дневни собирања на овие кои што се учесници, траат цела година, на крајот на тоа се дава одредено сертификат за посетеност и така натаму. Ајде малку да видиме прво колку души се тие што може да конкурираат. Јас ги знам условите, но сакам и од вас да ги чуем која е структурата на луѓето и така натаму. Вака, благодарам уште еднаш за поканата. Председателскиот центар за политичко образование е формиран во октомври 2020 година и тоа е практично како кровна организација која функционира во рамките на кабинетот на председателот на Република Северна Македонија. Тоа беше политичката школа на Ѓорѓе Иванов, на претходниот председател, пред тоа сличен е моделот? Не, има разлики моделот, секако тоа беше една добра иницијатива на поранешниот председател Иванов. И во таа насока може да се каже дека ова представува некакво продолжување на таков тип на активности на кабинетот на председателот. Меѓутоа се решивме на темелна реорганизација на активностите. Прво се формираше председателскиот центар за политичко образование во октомври 2020 година како кровна организација која функционира во рамките на кабинетот на председателот и председателскиот центар за политичко образование има најразлични активности. Организира конференции, дебати, меѓу кои централна активност е и школата за политики. Што значи дека школата за политики е дел, една од активностите на председателскиот центар за политичко образование. Само две реченици ако може во однос на нашите активности покрај школата. Центарот организира дебати и конференции на актуелни прашања. Конкретно во минатата година организиравме 2 големи конференции посветени на вонредната состојба со оглед на тоа што нашата држава за прв пат во својата државно-правна историја се соочи со вонредна состојба поради пандемијата на COVID-19. Во 2020 година тоа беше во соработка со Министерството за правда и како резултат на тоа сега веќе има и подготвен нацрт закон за вонредна состојба, прв пат исто така во нашата државно-правна историја, и втората беше посветена на критичната инфраструктура која организиравме во соработка со Министерството за одбрана. Сега започнуваме подготовка на закон за критична инфраструктура која што е наша обврска од членството во НАТО и кандидатурата во Европската унија. Сега да се вратам на школата за политики. Ќе поразговараме ние за ова другото малку попосле, бидејќи ме интересира што се случува воопшто во овие сфери што вие покривате. Колку посетители има школата? Што е максималниот број? Ова е втора генерација. Минатата генерација имаше безмалку 45 посетители, бидејќи повеќето од активностите се одржуваа онлайн. Оваа година целта ни е, доколку дозволи епидемиолошката ситуација, да одиме во живо и ќе има некаде од 30 до 35 посетители. Оваа година ќе имаме 5 модули, значи ја прошируваме школата. Она што е карактеристично за школата, а и воопшто за активностите на председателскиот центар е дека освен кабинетот на председателот, кој што е носител на оваа активност, тоа го правиме во соработка со реновирани странски фондации со своји представништва во нашата држава. Гледам дека ти имате и двете германски, значи и Еберт и Аденауер. Ги имате двете американски, и NDI и ИРИ. Гледам дека и Мајкл Зафировски со својата Македонија, како беше 20-25, и тој и таа организација го поддржува. И Вестминстерската фондација. И Вестминстерската, така, од Велика Британија. Целта е да се направи еден надпартиски, не надполитички, туку надпартиски. Па гледам, бидејќи се овие сите лево-десни се фондации. Лево-десни се, фондации. Целта е да се направи, значи не да избегнеме да зборуваме за политика, бидејќи ова е школа за политики, но целта е да се надмине, на некој начин да дадеме придонес во надминувањето на острите поделби во нашето општество.
правејќи партнерство со организации кои што имаат различна идеолошка ориентација или пак немаат ориентација идеолошка, ако се земе Вестминстерската фондација, која сама по себе исто кровна фондација, како и Организацијата Македонија 2025, и да се соберат луѓе кои што ќе го одразат разноликоста на македонското општество. И успевате ви во тоа? Успеваме во тоа. Минатата генерација имавме најразличен профил на учесници, не само активисти од различни политички партии, буквално од сите политички позначени политички партии имавме членови, меѓутоа имавме и доста представници на граѓанското општество, студенти, представници на синдикатите и она што нам ни беше посебно важно, лица кои што доаѓаат од маргинализираните заедници, особено лица со попреченост. За прв пат кабинетот на претседателот вклучи лица со оштетен вид и со оштетен слух како учесници на ваков тип на школа, и многу ни е драго и дека со нивните асоциации воспоставивме соработка. Имаме една посебна квота за лицата со попреченост, која ќе продолжи оваа година. Како ги правите тогаш предавањето онлайн за лицата со оштетен слух, например? Со превод на знаковен јазик. Превод, да, постојано иде со превод на знаковен јазик и сите активности кои што ги правиме идат со превод на знаковен јазик. Гледам дека се обидувате да направите политички баланс, предпоставам дека ова другиве баланси, етнички, джендер и така натаму. Да, апсолутно, целата разноликост. Целта ни беше колку што е возможно разноликоста на македонското општество и по овие критериуми, да речеме, джендер и па и возрастен критериум, бидејќи границата од 21 до 35 година, че имаме и релативно млади учесници, но имаме и учесници кои што веќе се професионално етаблирани. Да ве прашам, предпоставам дека разговарате за актуелни теми на школата. Да. Годинава веројатно едно од актуелните теми ќе биде и македонско-бугарските односи, или избегнувате тој вид на... Не, апсолутно не избегнуваме. Еден од модулите кои што ќе го работиме се однесува токму на европските интеграции. Еден од модулите оваа година воспоставивме соработка и со РИКО, со регионалната канцеларија за младинска соработка, која што е најзначаен производ на Берлинскиот процес, така што и тие влегуваат оваа година во партнерство со школата и токму регионалната соработка ќе биде. Значи, зборуваме и за надворешна политика, европски интеграции, безбедност, регионална соработка. Нема, да речеме, македонско-бугарските конкретно, ако прашувате односи, да бидат обработени како посебна тема, меѓутоа низ повеќе сфери, со оглед на тоа што и Македонија и Бугарија се во НАТО, Бугарија е во Европската унија, Северна Македонија сака да стане членка на Европската унија, се разбира тука е регионалната соработка, економска соработка, така што низ повеќе... Предпоставам дека некаква слична институција има и кај бугарскиот председател Радев. Може ли овие две младински, сепак се ова младински се 35 години, не се ни така млади, ама може ли некаква соработка се воспостави? Ти кажам зошто ве прашувам. Јас често викам гости повремено, заправо, не често, минатата недела тука седеше вие кај што седите еден ваш колега кој што се занимава со младински, има организација за соработка, ја води главната грчко-македонска младинска соработка во рамките на Преспанскиот процес и така натаму. Бијќи смислата на се ова што го говорите, поучени од искуствата на Германија и Франција, на Германија, тоа е само ако младите успееме да ги поврземе. За нас е тоа веќе задоцнета работа. Мислам, ние се разбира дека за нас говорам, вие сте многу помлад од мене, ама сакам да кажам, иднината е во младите. Ако нив се обидеме да ги поврземе преку границите, да не говорат само за она што не разделува и туку и за она што не спојува, тогаш тоа може да има смисла. Не знам, немам информација дали токму ваквов тип на активности има при кабинетот на бугарскиот председател, меѓутоа секако целта на председателскиот центар за политичко образование во рамките на тоа и на школата е да воспоставуваме регионална соработка и токму затоа од оваа година и партнерството со РИКО, барем со државите кои што се дел од Берлинскиот процес, сакаме да иницираме соработка. Конкретно во однос на регионалната соработка, сега во март во партнерство со Вестминстерската фондација, во подготовка сме на една конференција за политичко образование. И целта е, сакаме да поставиме соработка со нашето Министерство за образование и наука и да го разбиеме табуто дека во средните училишта и во основните во средните училишта не треба да се зборува за политика. Зошто? Бидејќи кај нас постои еден стереотип дека политиката и партизацијата се едно те исто. Ние имаме ситуација во која што во средните училишта веќе во трета година, а да не зборуваме за
матурантите имаат право на глас, а постои еден завет на молчење, и како тоа е само површински, под површината, тоа го знам од лично, сите политички партии се активни во средните училишта, не се зборува за политика во средните училишта, очекуваме тие луѓе да излезат на избори и да гласаат. Ама ќе влезете во оваа замка која сами говорите дека е, како да кажем, на крај тоа ќе се претвори во партизација. На крај ќе се претвори во партиска дебата во средно школа. Не. Видете, ако не ги образуваме младите луѓе во духот на демократија, што значи демократија, што значи активно граѓанство, ние тогаш ги препуштаме на популистичките и радикалните движења. А сведоци сме дека во нашата држава популизмот и радикализмот полека јакнат, и тие се изразуваат низ различни форми, од социјален популизам преку популизам кој најчесто со оглед на нашиот локален контекст се изразува во анти-ЕУ, анти-НАТО политики, генерално антизападни политики, зашто не смееме да молчиме, туку мораме отворено да зборуваме. Популизмот ги користи сите теми кои што можат да бидат корисни. Сега во овој момент, со оглед на геополитичките влијанија, тоа е од социјалниот популизам и посебно овие антизападни политики. Бидејќи ни истекува полека време, тоа мислам дека до кога е отворен конкурсот за школата? До 22 февруари. Добро, сите информации можат кој е заинтересиран да ги најде на сајтот и така. Така што претпоставам дека тоа е тоа. Поминувате низ еден густ период како кабинет на претседателот, би рекол. Го видовме ова како помина со Гоце Делчев прославувањето, ја видовме онаа толпа која што најде за потребно да го исвирка претседателот. Така, претседателот на тоа реагираше дека е ова демократија, дека секој има право да свирка или да аплаудира како ќе најде за потребно. Сепак да ве прашам, претседателот има една деликатна позиција помеѓу ова што го прават владите и гледам дека понекогаш е подготвен да прифати некакви провокации кои што стигнуваат од Бугарија, па дури да одговори на нив и така натаму. Последната беше оваа со македонските организации кои што постојат во Бугарија и така натаму. Колкав е маневарскиот простор на претседателот, бидејќи тој апсолутно изјавува дека потполно го поддржува овој процес кој што оди. Играат ли повремено двава кабинети на премиерот на претседателот, bad guy и good guy полицајци, ако смеам така да кажам. Сега вас ве ставам у деликатна позиција да ми одговорите, ама советник на Пендаровски, а Пендаровски не сака да дојде во утрински брифинг со години, така што е шанса ми е вас да ве прашам. Добро, претседателот Пендаровски сам ги изјавува, ги кажува своите ставови, не е мој да ги толкувам или да ги правдам неговите ставови, конечно не е мојата улога, меѓутоа претседателот е самостојна институција и мислам дека нашето општество како да имаше подзаборавено дека претседателот е една гранка на извршната власт, која што има своји ставови, своји политики, се разбира тие ги координира со владата и со собранието, конечно да не го заборавиме. Меѓутоа, претседателот, поаѓајќи од непосредниот легитимитет што го има добиено на изборите, ги застапува тие ставови политики кои што смета дека се исправни во моментот. Тоа би можел да го каже. За крај да ве прашам и како внатрешно политички советник на претседателот, ние живееме во една крајно поларизирана партиска и политичка атмосфера во Македонија. Пендаровски се обидува по време од тоа да го надмине. Жестоки се нападите од опозицијата, бидејќи опозицијата мисли дека се е катастрофа во Македонија, вклучувајќи го и претседателот. Сепак може ли да се очекува, се отвараат за промени на изборен закон, дебати и така натаму, се спомна лидерска средба и сето тоа. Подготвувате нешто или е прерано да се најавува тако нешто? Не, мислам се уште прерано да се најавува, меѓутоа претседателот има повеќе пати изјавено дека секогаш кога политичките партии ќе постигнат компромис дека е потребна лидерска средба, кабинетот на претседателот и институцијата претседател на Република Северна Македонија е отворена. Впрочем, тоа бевме сведоци кога беше за минатите избори во времето на вонредната состојба, иако претседателот ја прогласуваше вонредната состојба поради... Иницијативата е кај партиите, тоа сака да кажеш. Да, иницијативата се разбира е кај партиите, а од страна на кабинетот на претседател, односно од страна на претседателот преку неговиот кабинет, секогаш има простор за политички диалог и конечно и ова што го прави во, ова да кажеме, меки политики во образованието е токму кај младите да се надмине колку што е возможно таа
една силна политичка поларизација која што е несомнена, и второто е многу лошите тенденции кои што ги гледаме и особено кај младата популација во однос на популизмот и во однос на радикализацијата. Впрочем, минатата година имаше и силни реакции во јавноста. Во соработка со Институтот за демократија, Societas Civilis, презентиравме едно истражување кое што се прославивте бидејќи податоците беа навистина многу занимливи и многу коментирани. Да, беа многу коментирани, меѓутоа тоа е реалноста. Истражувањето беше спроведено на професионален начин од страна на Институтот за демократија, Societas Civilis. Председателскиот центар за политичко образование беше платформа преку која што се презентираше истражувањето. Анкетата ниту беше организирана, ниту нараčена од председателот како што се пласираше во јавноста, но направивме се што можеме тоа да го направиме достапно на јавноста и да го популаризираме во смисол што повеќе јавноста да се запознае со овие негативни тенденции во помеѓу младите. Професор доктор Александар Спасов, советник за внатрешна и одворешна политика на председателот Пендаровски, благодарам за овој утрински брифинг. Благодарам и вам на поканата, ми беше задоволство.